Да, добро утро, секој утро ние си продолжуваме понатаму. Јас го најавив нашиот гостин и драго ми е што ја еве после и ваква тема за здравјето. Ние повторно ќе зборуваме, меѓутоа од аспект на физички како да сме активни, колку пливањето делува и како делува за нашето здравје или кратко и јасно пливањето и неговите придобивки за здравјето. Добро утро за Ѓоко Маринковиќ, добре ни дојде. Добро утро на вас, благодарам на поканата, благодарам за поканата во оваа емисија. Благодарам и јас што одвоивте време, со оглед на тоа дека си имате обврски ваши своји со дечињата, оние најмилите како што зборувавме. Колку и да имаме обврски кога сме со деца, секако е многу полесно да се работи со многу љубов и даваат енергија, нели? Сега, како тренер, поточно јас ке ве представам секако дека вие сте и професор по физкултура, здравствено образование, како да го наречеме, секако. И драго ми е што ке зборуваме токму за пливањето, затоа што јас знам и сите знаеме дека пливањето, како велите и вие, наставниците, професорите по физичко, дека е број 1 спорт, затоа што целата мускулатура ни е активна кога пливаме. Од кога е пливањето број 1 за вас? Пливањето број 1 за мене е веќе со завршување на факултетот. Имав прилика да ја почувствувам таа енергија да работам со помала возрастна категорија. И ми беше еден вид на тригер за понатамошниот тек на животот. Некаде 2005-2006 година започнам да работам као тренер по пливање. Така, и сега колку години помина? Помина скоро 19-20 година. 19 години, колку пливачи излегува од пливачкиот? Кога работиш со таква возрастна категорија, ти даваат доста позитивна енергија. И мотивација за понатака. И мотивација, точно така. Пливачкиот клуб Центар, да, напоменеме, да. Кој што функционира веќе од 2013 година. Ентузијастички клуб, кој што има за цел да даде некој правец на помладите генерации. Така. Поминале доста дечиња, научиле да пливаат, сме се дружиле и мислам дека е доста позитивно за понатамошниот тек на развој. Секако, верувам дека е така и гледајќи ги видеата, оние што имав можност да ги погледнам на вашата Facebook страна, Instagram и така натаму, социјалните мрежи сега ни се достапни. Тоа се пресладки дечиња кои учат да пливаат. Многу ме интересира кога ќе дојдат дечињата кај вас, кои што воопшто, да кажеме, не знаат да пливаат, се соочуваат можеби со страв кој што го носат во себе, па како да одам во длабокото и лично, што правиме со таквите почетници кои што се и самите тие скептични дека еден ден можат да станат добри пливачи? Па мислам дека поголемиот дел на теретот и тремата е родителот. Повеќе кај родителот несува стравот. Родителот е повеќе под стрес nego детето. Детето како дете, зависно од возраста, мислам, ако станува збор за помала возрастна категорија, несвесно, мисли дека доаѓа на плажа, сака да си игра, мисли дека е на одмор. Па најважен е пристапот. Пристапот треба да биде секогаш од страната на тренерот, треба да биде со доста позитивна енергија. Вие сте прекрасни педагози по физкултура, тоа знаеме сите, дисциплина се бара. Ред и дисциплина. Реално треба да им се настапи со доста позитивна енергија, да им се објасни преку игра, преку забава. Треба да биде постепено, поготоа начинот на влегување во вода, привикнување на средината. И нормално тоа секогаш доаѓа со партнерче или другарче кои што заедно имаат претходна некоја дружба. Така. Да, тоа е биде уште поинтересно. Уште поинтересно. Така да пристапот е доста, како да кажам, треба да биде однапред спремен. Прво страната на родителот. Така. Да не ја пренесува таа негативна енергија, односно стресот врз детето. Она не оди во длабокото си. Не оди во длабокото да не судовиш. Тоа се тренува. За разлика од западните земји, каде што тоа воопшто така не функционира, напротив, таму родителите ги фрлаат во базен самите да пливаат. Фрлањето во вода кај нас е, мислам, доста стар метод кој што не функционира. Тоа е доста суров метод. Сепак пристапот е доста битен и мислам дека 90% за детето да остане во пливањето е таа позитивна енергија треба да се пренесе, да му се објасни дека не е страшно, дека тоа е природна средина. Така. И тука е моментот, еве јас ке побарам и ги имаме фотографиите од дечињата, еве во овој момент ги гледаме како се тие подготвени нели да пливаат. Меѓутоа, еве ги
пресладки како впрочем и секогаш. Придобивките за нивното здравје, ајде малку и да позборуваме нели и за тоа покрај она што вие сте тука секако да ги научите да пливаат, вашите методи си ги употребувате токму за тоа за да излезат пливачи, затоа и пливачки клуб Центар. И сигурно дека сте многу задоволни кога гледате дека резултатот е постигнат. Меѓутоа ајде малку за придобивките и од која до која годишна возраст работиме со дечиња? Па, условите ни диктираат од која возраст треба да се почне. Наравно, кај нас, па би кажал дека да е барем 5 години, не 5 годишна возраст. Реткост кој што доаѓа е свесен родител дека треба да се почне како примарен спорт од пливањето. На жалост доаѓа доста касно кај што веќе имаат 99% почнуваат со пливање кај што веќе имаат некој развиен деформитет. Тоа зима се поголем само. Најмногу кои развиени деформитети? Сколиозата. Раме стапала. Деформитет во грбот, тоа не го диктира, знаеме, начинот на живот, тие модерни телефони, таблети и такви работи. Така да треба малку да Што правиме со тие дечиња? Треба да поработиме малку на свеста. Свеста детето нема на толку мала возраст. Родителот е тој што го диктира тоа. Таа свест треба да ја пренесе, односно родителот треба да е физички активен за да знае што и во кој момент да го даде на прав спорт. Сите почнуваат со спорт кој што не е за таа возраст. Сега да не правиме подобри во спортот, секој си има своја Да, меѓутоа верувам, вие сте професор по физкултура, вие знаете што е најдобро за дечињата и од која годишна возраст треба да се почне и со што? Секој спорт си е добродојден, секој спорт без Сакаме да ги направиме светски фудбалски звезди, меѓутоа тоа тешко оди, така. Сите сме доктори, сите сме наставници, сите сме инженери. Да. Али најбо секој да си работи, односно да дава мислење во својата област. Предпочитам да се почне со пливањето бидејќи е... Но и со скијањето, исто со скијањето сте видовме фотографии од таму. Да, скијањето мислам дека се почне малку покасно. Пливањето е базичен спорт. Така. Од кој што понатаму децата се пронаоѓаат во другите спортови. Тоа ни е разговорот и целта на ова за придобивките и за здравјето, меѓутоа и за понатака за базичен спорт и водата ни е природна средина во која што секој ужива без разлика на возраста од најмали до најголеми, до највозрастни. Така. Така да спорт без повреди, кај што мислам дека до сега 90% дечињата, возрастните, напредни пливачи, мислам дека просто уживаат во активноста. Во активноста, така. Во тренингот. Мислам дека секој дете сака да плива, секој дете сака да... Што се развива најмногу со пливањето? Па со пливањето се развива цело тело. Нормално локомоторниот систем, мускули, костки, зглобови, така натаму. Дали навистина спорт број 1 за здравјето на луѓето? Па според мене спорт број 1 бидејќи ја на мала возраст, не многу возрастен, предпочитам барем 2 до 3 тренинга да имам во вода. Тренерот треба да биде пример за дечињата. За дечињата, така е. Тој го дава ствари правецот на тренингот, ја пренесува таа енергија. И според мене е number one, односно спорт од кој што секој дете треба да започне од најрана возраст, односно со останатите спортови. Останатите спортови. Да. Се почне со пливање и понатаму нормално се проненат Па тука повторно ќе се надоврзам во западните земји, ве знаеме сите ние кои што си имаме таму и семејства, фамилија, сите се пливачи. Така. Нема кој не е пливач и нема кој не е во училиштето и самото училиште ги носи дечињата на пливање и сите се добри пливачи, а оние кои што сакаат и понатаму да се занимаваат со овој спорт постигнуваат и многу добри резултати. Двата спорта кои што се базични се пливањето и атлетиката, исто така може да кажеме за тој спорт бидејќи исто се тие основни движења, циклични движења. И мислам дека кај нас има доволно свест, мислам дека на луѓето полека почнуваат да започнуваат од најрана возраст, прво ради терапија, прво ради превенција. Имам прилика да видам возрастни категории од најмали до највозрастни. Разликата у тренингот е тоа што најрано се почнува нормално се даде правец во животот, а повозрастни почнуваат како вид на терапија
замена за медикаменти. Да, ајде малку ќе ги опатиме во овие последни минути за разговор, тоа и сакав, како да ми ги прочитавте мислите, за нас себе повозрастните. Како ние да го користиме базентот, колку пати неделно би ни било потребно и кои се исто така придобивките, без разлика, ако не сме пливале, да кажеме, подолг период, само пливаме кога одиме или на годишен одмор и слично, што треба да сториме и како да се подготвиме, доколку имаме желба да спортуваме или да пливаме во текот на неделата, колку ни е потребно? Па треба да имате насока од некој стручно лице, не е само да се купи опрема од најевтина или најскапа ете. Пошто кај нас е тоа тренд кој има скапа опрема, не знам, што воопшто не е важно. Што не е важно. Да. Таму одиме за една единствена цел, да сврлиме таа цела негативна енергија. И колку пати во неделата? Па зависи какви обврски имате, колку имате слободно време, а што мора да се најде. Еве 2 пати, доволно ли е? Доволно е. Дали помага за опуштање на мускулатурата, спондилоза, сите оние кои што си имаат главоболки, мигрени и така Точно натаму? така, бидејќи водата го намалува тонусот на мускулите, не само на мускулите, туку и на целото тело. Делува како еден вид на терапија, релаксација и едноставно изфрлање на таа цела негативна енергија која што ја акумулираме од претходниот ден. Така. Препорачувам, без разлика на која возраст се почнува, ако може, денот да ви почнува со таква активност, бидејќи како ви почнува денот, така и ќе ви заврши. Така е. Тоа ми е агенда. Да ги искористиме овие 2 минути кои што ни преостануваат за сите оние кои што сакаат дечињата во вистински раце да ги доверат, за да утре немаат гајле кога ќе ги пуштат во вода и да не им кажуваат не оди во длабокото. Со оглед на тоа дека вие секи ги научите како да ви сконтактираат пливачки клуб Центар. Пливачкиот клуб Центар, телефонски броеви на Facebook страната имате, на Инстаграм. Доста сме активни. Моментално соработувам со 20 тренери, поранешни пливачи, помлади категории. Едниот е Бранислав Максимовски, еден од моите први пливачи 2005-2006 генерација. Другиот е Андреј Крстевски. Кажавме од која до која годишна возраст, еве уште еднаш да потенцираме. Од 5 години возраст па нагоре. Може 12, 13. Никогаш не е касно да се почне. Нема тука срам ако не знаеме да пливаме, нели? Не е касно да се почне. Така. И нажалост мислам дека поголемиот дел од популацијата се непливачи. Не се почнува ради тоа што да не кажат од срам, да не каже овој, да не збори тој. Така да треба да се тргне на таа перцепција дека одиме таму да уживаме, да научиме да пливаме. Така. Ако ние не сме постигнале резултати, родителите затоа има кој да не ги научи дечињата. Никогаш не треба да се гледа спортот како за постигнување резултати, секогаш се почнува како вид на рекреација. И мислам дека сега ќе се промени во активност, односно во спортот. Многу благодарам што одвоивте време да бидете дел од нашата утринска програма. Јас мислам дека опативме скоро се, нели? Да, благодарам на вас. За ден утрински разговор. На убавата покана, се надам дека се гледаме повторно па и на лице место да видиме како ги тренирате дечињата, тоа би било многу подобра варијанта. Ве поканувам во секое време и на двата базени сме присутни. Благодарам и јас.